Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Филип Фидановски, ликовен уметник, професор и актуелен председател на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Фидановски, зад вас во месецот на длум во МКЦ се две значајни изложби. Колку сте задоволни од нив? Колку сте задоволни од она што и го презентиравте на публиката и она што го покажавте пред колегите? И со двете изложби длум ги отвори вратите за уметници кои што не се членови на длум. Бидејќи досега сите изложби беа концепирани да на нив може да бидат учесници исклучиво членови на длум. Зошто е тоа така? За да малце ја зајакнеме ликовната сцена, малку да ги привлечеме, и друга публика која што не беше стандардна публика на длум. Успеавме во тоа и во двете изложби поканивме автори кои што не се членови на длум за да видат дека нели може и поинаку и дека треба можеби да станат членови на длум, бидејќи длум е една матица на сите уметници на Македонија. Сега веќе како актуелен председател, која ви беше вас личната мотивација да се нафатите со оваа функција? Може би искуството од претходно, бидејќи јас бев во управниот одбор на длум, во уметничкиот совет на длум долги години, скоро 8. Па има пауза една, нели, се повлеков малку од тие функции заради својата кариера. И еве, може би заради тоа што сите се обидуваа да направат нешто повеќе за друштвото, досегашни председатели, и делумно во тоа успеа, но во едно нешто не успеа, тоа е она болна точка на длум, галерискиот простор, кој што и она огромна неправда која што му е направена од страна на државата, како таква, кога му е одземен просторот во Старо сајмиште, ке Старо сајмиште под Кале, тој е оној ликовен павилјон на длум, по старите генерации тоа многу добро го памтат, и понатака оној прекрасен простор на кеот на Вардар, во градскиот трговски центар, и тука некаде згаснува веќе таа собственост на длум како таква, на свој собствен галериски простор. Тоа беше можеби најголемиот мотив да влезам и гласно да зборувам за проблемот на уметниците во Македонија, бидејќи до сега не многу гласно се зборуваше. Со вас е една прекрасна екипа на ликовни уметници кои влегува во председателството на длум и во другите органи. Желбата ви е длум да го направите сврталиште на сите уметници, дом на уметниците. При тоа, дефинитивно ќе имате и препреки, и сопки, и ќе се соочите со сите проблеми што ги имате. Верувате ли дека ќе успеете во таа ваша настојба? Па сопки и сега има. Не би рекол дека некој ми ги поставува, но тоа се тековни работи кои што нели од некаде излагаат некои препреки кои што вие ќе морате да ги прескокнете и за да продолжите напред. Тоа е трка со пречки. Нели, во мандат од 4 години многу пречки сигурно ќе има на патот, има и ќе има, ќе ги скокаме. Доволно сме високи, и кога зборам високи, не тоа дека јас сум висок, него дека сме доволно зрели за да можеме да ги скокнеме тие пречки и да продолжиме напред. Екипата е одлична. Се уште сме на почеток за да можеме да кажеме како ние тоа функционираме, но времето ќе покаже и мислам дека ќе успееме да ги смениме работите, барем малку.
во однос на изложбената политика на длум. Се надевам многу на нов галериски простор на друштвото, каде што веќе тука можеби и друштвото ќе доживее и ренесанса. За 2 години ни иде јубилеот 75 години. Можам да кажам дека и најстарата културна институција како институција нели во државата, постара и од сите музеи во Македонија. Така да се надевам дека ќе успееме да направиме нешто што сите ќе се гордееме со тоа. Посебна приказна сте средствата што длум ги добива од ресорното министерство. Сигурно тоа не оди во прилог на сето она што вие замислувате да го направите. длум има 100% реализирана програма за сите 73 години до сега. Ниедна изложба не била откажана или нереализирана на длум, што длум ја сврстил во својата програма. Сега, може би прв пат ќе биде во 73 години ние да откажеме 2 изложби, немајќи средства да можеме да ги реализираме. Зашто? Заради погрешните политики на Министерството за култура. И заради погрешниот однос нивен спрема нас. Јас се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик, нели за сето тоа. Јас побарав и прием и сето она протоколарно кое што иде, за да можеме да ги изнајдеме правите решенија за сите проблеми. Но длум сметам дека треба да е меѓу приоритетите на Министерството за култура. Исто така како и Друштвото на писатели, Друштвото на композитори, нели, кои што се сепак двигатели на културата во оваа држава. Наспроти вашите заложби се и наталожените проблеми. Еден од нив, сигурно најболниот е галеријата која пред малку ја спомнавте. Мислите ли дека тоа прашање е возможно да се реши? длум треба да се стекне со сопствена галерија и во имотен лист, поклон од државата, на трајно користење, нели, не да му се дадат, нели, за да си го купи, или не знам како, или поклон, али на трајно користење, за да не може некој утре кој ќе се смени власта, некоја нова власт која ќе дојде, да го избрка длум од тоа место, бидејќи некој друг му го дал и така натака, нели, знаеме какви се тие реваншистички нели, делувања во нашата држава, за да не дојде до тоа, а да не пати културата и да не патат уметниците во државата, бидејќи сепак државата го дава за собствената култура тоа. Не го дава нити за мене лично, нити за некој било кој од управниот или уметничкиот совет од длум. Значи го дава за сите уметници, за доброто на државата. Значи, со тоа што длум ќе добие галерија во централното градско подрачје, ќе добие и градот, ќе добие и општина центар, со тоа ќе добие и целата држава. Тогаш ќе можат уметниците по поприступачни услови да излагаат во собствена галерија. Не да молат некого како што тоа ние сега го правиме длум, нели, се молиме со секоја институција, дајте ни простор за оваа изложба, дајте ни простор за онаа изложба. Се разбира, длум по својот капацитет некои изложби ќе мора да ги прави со други институции, како што се музеите и галериите, бидејќи опсегот е голем, но за вакви камерни изложби, како што се скулптура, поместени граници, помалите изложби, тие не мора да го заземаме просторот и термините на големите институции. Нели? Ке имаме наша, па и за камерни самостојни изложби на нашите колеги кои што се членови на длум, па и оние кои што не се членови на длум по одредени услови ќе може да излагаат во таа галерија. Тоа сметам дека е за доброто на целата култура. А културата ни е пропадната и како, така да можеме да со тоа и ќе го подигнеме нивото. Во истава оваа бела галерија на Младинскиот културен центар, пред година и нешто малку повеќе,
Филип Фидановски ја реализираше својата изложба насловена Причина, во која се пресмета со политичарите и политиката. Што е она што по тоа време Филип Фидановски, како ликовен уметник, има идеја, има потреба, има желба да го представи како новина на публиката. Кога би се случила таа ваша изложба? Да, спремам нова самостојна изложба. Таа треба да се одржи во Музеот на град Скопје, кон крајот на годината. Точно кога ќе биде, не знам, бидејќи, знаете, има индиции за реновирање на Музеот на град Скопје. Така да, секако, до крајот на годината ќе ја покажам изложбата. Овој пат ќе си биде од мојата тесна струка, керамиката, порцелан, така да таа изложба, онаа која што не беше минатата година покажана, по која што причина беше изложбата Причина во МКЦ. Ви благодарам на разговорот и ви пожелувам успех во работата со Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека следното интервју ќе го правиме во новата галерија на Тун. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следавте. До гледање.